Во рамките на одбележувањето на Светскиот ден на здравјето 7 април во Основното училиште Ацо Шопов во општина Бутел се одржа работилница за здравствената култура. Во дворот на училиштето во повеќе групи децата изработија разновидни плакати за тоа што е здрава, а што не е здрава храна. Директорката на училиштето рече дека со одржувањето на ваквите работилници и предавања во училиштето децата учат како да се грижат за своето здравје и да внимаваат на здравјето на своите другарчиња. Здрави деца, здрави генерации. Ние во нашето училиште ги учиме децата како да се грижат за своето здравје пред се и како потоа да влијаат на своите другарчиња, на другите дечиња во обкружувањето каде што живеат, затоа што со предавањата денеска, со работилниците, не само денес, и секој ден што ги спроведуваме, бидејќи се грижиме навистина за прво за исхраната тука на децата, со здрава храна, потоа хигиената во училиштето, соделување, со зборување на дечињата на самите часови и на воннаставните активности. Во училиштето денеска се одржаа и предавања за здравствената култура. Доктор Филип Богоевски рече дека со овие предавања се прави едукација на децата околу начинот на исхраната и како понатаму треба да се грижат за своето здравје. Доктор Богоевски додаде дека едукацијата се прави како за децата од најмала возраст, така и за нивните родители. Треба да научат како и што треба да се хранат, за вакцините што треба редовно да се примаат, за начинот на држење на своето тело, правилното седење на часовите, како и за важноста на физичкото образование. Докторот потенцираше дека децата во денешно време имаат култура за здравјето, но треба да се води поголема грижа. Денешните деца имаат определена култура за своето здравје, меѓутоа треба да се води поголема грижа, бидејќи модерниот начин на живење, компјутерите, телефоните и лаптопите не им дозволуваат да излезат во природа, да водат здрав начин на живот, меѓутоа пак ќе кажам, затоа се тука и родителите, и наставниците, и професорите, затоа да сугерираат на здравиот начин на исхрана, здравиот начин на живење, за да, пак ќе кажам, да се врати оној стар модел на дете, кој што знаеше да излезе надвор, да спортува, да игра, здраво да се храни, а не само да биде затворен дома пред телевизија, компјутер и лаптоп. Родителите носат најголема одговорност за здравјето и грижата на децата, додаде доктор Богоевски, бидејќи и нивниот модерен начин на живот, излегувањето рано наутро и враќањето доцна не им дозволува да им посветат доволно внимание на децата. Ние денес изработивме пирамида на здрава храна. Подобро е да се јаде од најдоле на пирамидата, кај пченицата и лебот кај што е. И овошјето исто така убаво да се јаде, и зеленчукот. Млечните производи исто, месото исто. Благото не е баш толку многу здраво. Можете никогаш само да... Можете да си каснете, ама не баш секој ден. Јас најмногу јадам здрава храна, бидејќи таа е полна со витамини и минерали, а нездравата храна не е баш препарачлива да се јаде, бидејќи нема ни витамини ни минерали. Јас се трудам повеќе да јадам здрава храна. Ние правевме хамер за вакцините, кога треба да се вакцинираме, кога се вакцинираме дека треба да бидеме тогаш здрави. Билките во природата треба често да се конзумираат затоа што се здрави и дека се направени од природата. Кога ќе не заболи глава, треба наместо да пиеме апчиња што се направени од химикали, може да се напиеме еден чај и кој брзо ќе ни делува.